Të nderuar qytetarë të Republikës së Maqedonisë, të nderuar përfaqësues të медиумeve. Говорницата на СЈО е единственото место каде обвинителката Фатиме Фетај се обратила на албански јазик. Кога им се обраќа на институциите или на судот, според актуелните закони таа можност не постои. Писмено и усно, службен јазик за неа во кривичната и другите постапки е само македонскиот. Дури и сите во судницата да го говорат албанскиот јазик, обвинителот и судијата мора да се служат со единствениот службен, македонскиот. Со предложените измени на законот за употреба на јазиците, во план е тоа да се смени. Сите постапки се водат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија и неговото писмо. Но тука се надзира проблем. Законот за употреба на јазиците во кој се предвидени измените се носи со просто мнозинство. Во предлог законот за употреба на јазиците е предвиден рок од 1 година од неговото донесување, во кој сите други закони треба да се усогласат со него. Те ќе се соочат со голем проблем. Кој јазик да го потребуваат во постапката? Универзитетската професорка Беса Арифи нема дилеми дека во случај на неусогласеност, правосудството ќе си ги следи своите процесни закони. Независно вели што предлог законот за употребата на јазиците предвидува. Во случај на неусогласеност на одредбите на овој закон со јазичните одредби на друг закон, органите се должни да ги применуваат одредбите од овој закон. Ligji juve është një ligj i cili sillet me shumicë në parlament, domethënë shumicë të thjeshtë në parlament, dhe duke u nisur prej kësaj, nuk mundet që ai të jetë burim direkt në procedurën penale, por duhet patjetërsisht të inkorporohet në ligjin e procedurës penale. Në këtë rast, domethënë gjykatësi gjithmonë do të jetë i lidhur me ligjin e procedurës penale. Kur do të ketë kolizion mes ligjit të procedurës penale dhe ndonjë ligji tjetër, siç është në këtë rast ligji juve, përparësi gjithmonë do të ketë ligji për procedurën penale. Kështu që derisa ky ligj nuk ndryshohet sipas neneve të parapara në ligjin e juve, atëherë domethënë gjykatësi edhe pas një viti nuk do të mundet që t'i jap përparësi ligjit të juve përpara ligjit të procedurës penale. Но дури и опозицијата да покаже волја и законите да се усогласат, измените ќе повлечат потреба од стотици преведувачи во судовите и во обвинителствата. И тоа не било какви преведувачи, туку такви кои имаат извонредно познавање на правната терминологија. Ashtu është. Përkthimi në seancën gjyqësore është diçka shumë e rëndësishme, për shkak se, siç e thatë, bëhet fjalë për jetë njerëzish dhe bëhet fjalë për gjëra shumë precize dhe një ndryshim i vogël në deklaratën e dëshmitarit ose në ndonjë deklaratë tjetër mund të thotë shumë për personin që është i akuzuar ose që është viktimë e një vepre penale. Dhe mendoj që këtu aspektet teknike njerëz pari të vështirësive do të jenë në kuptimin se gjykatorët tona nuk janë të përgatitura me pajisje për përkthim simultan. Gjykatorët tona kanë edhe mangësi tjera të përgatitjes teknike. Sipas ligjit për procedurën penale duhet që seancat gjyqësore të incizohen audio-vizualisht. Gjykatorët tona nuk kanë domethënë pajisje për të përmbushur këtë kërkesë që ligji për procedurë penale e ka, që në kohën kur është sjellë në vitin 2010 dhe ka hyrë në fuqi në vitin 2013. Преводот во македонските судови обвинителства постои сега, но е ограничен само во случај кога осомничено, обвинето или оштетено лице во некоја постапка не го разбира македонскиот јазик. Судот на правдата на ЕУ, кој е со седиште во Луксембург, е најкомплексен во однос на прашањето на јазикот. Практично секој од официјалните јазици на 28 земји членки може да биде и официјален јазик во одреден случај. Преведувачите на располагање имаат терминолошки речник на правни изрази кој постојано се надополнува. Но во исто време, преведувачите се и правници кои имаат целосен пристап до документите и доказите за предметите на кои работат. Преведувачите се обврзани на апсолутна доверливост и имаат целосен пристап до досието на предметот со цел да се запознаат со релевантните прашања и терминологии. Со два официјални јазика, француски и англиски, се служи Европскиот суд за човекови права во Страсбург. Искуството на поранешната судика од Македонија во овој суд, Маргарита Цаца Николовска, говори дека и таму се посветува големо внимание кој преведува. Секогаш официјалните преведувачи беа лица кои што се регрутирани за вакви специјални изведени работи
и тие доаѓа или од Советна Европа или доаѓа од една, како да кажам, не е тоа здружение, него од една организација која што се бавеше исклучиво со тоа. Но Николовска додава дека преведувањето во Страсбур е далеку поедноставна операција од она што предвидува новиот закон во Македонија. Причината е што, за разлика од Страсбур, во обичните судови секогаш има главна расправа, сведоци со очувања, или многу повеќе устна и писмена кореспонденција за превод. Друго важно прашање кое во предлог законот за употреба на јазиците го нема е која пресуда ќе се смета за оригинална, а која за... И зависеше многу често од комуникацијата што е водена помеѓу странките и од правникот кој што го третирал предметот. Во пракса тоа значеше дека се до оној момент додека обсервации не се доставени од страна на државата, понатаму одговорот на тие обсервации исто така можеа да бидат или на англиски или на француски и текстот на обсервациите. Покрај политичката волја која очигледно постои, успешноста на воведувањето на албанскиот како втори јазик во правосудството ќе зависи од парите. Владата очекува оваа сметка да си ја платат судовите обвинителствата, а таа и годинава него испочитува законскиот минимум за судскиот буџет да изнесува барем 0,8% од бруто домашниот производ.